Сдруженијето Винотек од Кавадаци под покровителство на градоначалникот Митко Јанчев и собранието на општина Кавадаци годинава планира денот на лозарите Свети Трифун да го одбележи соодветно како налага традицијата, меѓутоа и малку подзасилено манифестацијата ја прави од меѓународен карактер. Во разговор со Орце Настов, со Јордан Настов, сакаме да дознаеме детали за годинашната организација на оваа манифестација. Добар ден, најпрвен да ви заблагодарам на посетата. Сега сме во друга улога како представник на Сдруженијето Винотек. Значи традицијата продолжува и оваа година, како и мината година, значи претходните, така да и оваа година ќе направиме оценување, надпревар, односно оценување на мостри, на вина и на ракии. Оценувањето ќе биде во три категории, значи бели вина, рози вина, црвени вина и исто категорија на оценување на ракии, кај што влегуваат комова ракија, лозова ракија, мастика, овошни ракии. Оно што можеме да го кажеме дека ова година манифестацијата добива и интернационален карактер, бидејќи имаме воспоставено соработка со слични асоциации и издруженија од соседна Србија, кои што се исто така доста добри во тој поглед. Воспоставивме соработка, така да оваа година имаме веќе најавено учество и пристигнати мостри од Србија, од Унгарија, од Албанија, од Црна Гора. Најавени се мостри, очекуваме да пристигнат уште од Босна, од Хрватска и од Словенија, исто и од Бугарија. Така да ова година веќе добива и меѓународен карактер од оценување. Првија имаме веќе пристигнато голем број на мостри. Па досега има пристигнато околу 100 мостри. За разлика ланска година имавме 65 учесници со околу 100 мостри, а досега веќе до денеска имаме пристигнато околу 100 мостри, така да очекуваме следните денови да добиеме и уште мостри. Предвидено е оценување на вината на 11, 12 и 13 февруари. Оценувањето го врши стручна комисија од енолози, 10 члена и плюс професор доктор Михаил Петков, како носител и председател на комисијата. Оценувањето ќе биде за тие 3 дена, кај што со соодветни критериуми енолозите ќе дадат оценка за квалитетот на вината и предвидено е на 14 февруари, кога е денот на лозарите, Свети Трифун, заштитникот на лозарите и винарите, да во Винскиот музеј, бидејќи ова го договараме и го работиме заедно во соработка со локалниот вински музеј и под покровителство, како што рековте, на градоначалникот и на општина Кавадаци, значи на 14 февруари во 12 часот ќе бидат доделени и соопштени резултатите, признанијата и наградите за првопласираните вина и ракии кои ќе ги добиеме и имаме како мостри. Вие планирате закројување, нели? Да, закројување, после тој чин се оди на Лозија, каде што продолжуваме традиционален чин на закројување и обележување на празникот на лозарите. Очекувате добра година? Па очекуваме нормално дека зошто го викаме дека Свети Трифун е заштитник на лозарите, дека ќе помогне да година да биде успешна и за нив. Веројатно оваа манифестација на крајот предвидува и награди. Да. Ние имаме соработка со неколку реномирани куќи, една од нив е Еврохандел, која што е високо профилирана и професионална токму во областа на винарството и на лозарството, со хемомак пестициди и со останатите, така да како наши пријатели поддржувачи ова година обезбедуваат дел од наградите за првопласираните. И само уште да кажеме дека во делот на мострите, на донесување на мострите, значи има отворени неколку пункта каде што можат мострите да се достават. Едниот пункт во Кавадаци токму е Еврохандел, каде што луѓето може да ги остават мострите соодветно по 2 шишиња од вино со соодветна спецификација, производител, година на производство, остаток на алкохол, остаток на шеќер. Има организирана логистика, значи 2 пункта во Скопје каде што луѓето од тој регион можат да ги достават мострите, производителите, и еден пункт во Битола и соодветна логистика, како што рековме, во соседна Србија каде што ни пристигнуваат мострите од тој крај. Ајде година покрај Србија нека се вклучи некоја друга земја од Балкан. Да. И план е да ова манифестација и понатаму ја продолжиме на уште повисоко ниво. И ќе биде можеби, бидејќи има голем број на мостри, можеби ќе биде поделен, да речеме, да биде оценување на вино и после да организираме некој настан кај ќе го обележиме токму производството и промоциите на ракиите во различни категории. Бидејќи тука имаме навистина голема шареноликост. Вина стари, не знам, млади раки до 3 години, одлежени раки, коњаци, вињаци, овошни раки во сите категории, така да можеби ова манифестација ќе прерасне и на повисоко ниво, каде што ќе можеби ќе го поделиме настанот да биде исклучиво за производство и промоција на ракија. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на 3x
www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.